пред све, добар ден. Фала ти што прифати наша покана за Hype Македонија. Како си? Супер сум, некако се разбудив и кај мене во Тетово паѓаше снег, онака таму расположува, сакам снег, повеќе го сакам сонцето, но ева кога е вакво време и мило ми е што сум кај тебе. Фала ти многу. Дали си спремна за нашите spicy questions? Секако. Како се одлучи да започнеш со музика? Па некако секогаш од маличка сакав музиката и немав амбиции. Јас претходно кога бев мисица, кога ми зема интервју, ме прашува дали сакаш да бидеш пејачка, реков не се замислувам себе дека ќе застанам некаде и ќе пеам. Но ми беше секогаш желба да снимам своја песна и спот. И тоа го правев некако паралелно додека бев фитнес тренер, додека бев мисица, додека завршував факултет и така се по нешто. И паралелно бев и мајка, нормално, и сето тоа на крајот ме повика да една песна да ја промовирам и на настапот се случи бум како сите песни да се мои, како да се хит. И дојде тогашниот менаџер и рече дали сакаш да правам кариера, и јас реков сакам затоа што осетив енергијата со публиката. Така е. На гледачи им делува како да не знаеш што сакаш, баш од овие причини што ги наброја сега, манекенка и мис, угостител, пејачка, фитнес инструктор или бивша жена на Даниел. Како би се нарекла ти? И каде најмногу се пронаоѓаш? Па јас би се нарекла сестра на сите страни ме има и сето тоа е дел од мене, нормално. Бивша сум на Даниел или Даниел е мој бивши, како и да е. Сето тоа дел од мене, сето тоа мои избори, сите тие професии, едноставно некои луѓе кои што се ограничени не може да сватат дека некој особа има капацитет за повеќе работа и мислам дека се уште се откривам и имам и други амбиции. Дали постои нешто сега што може сакаш да ни откриеш, што може да следен корак? Многу ме интересира политика и не знам, обожавам политика, психологија, така да имам многу работи кои што би сакала да се опробам, но се со време мислам дека се уште сум млада. Така е. Која порака сакаше да испратиш со името на последната песна? Да. Добро, кај вас смеам, инаку во некои телевизии не смеам да кажа, онака мора да има бип. Да. Па искрено на секој од нас некој секој ден. Кој те Мене најчесто знае само емотивен партнер. Даниел? Па не. Диџеј Бона? Не. Не. Добро. Некој трет? Кога сум во врска, баш песната зборува за тоа, бидејќи кога седнавме ја правевме песната со Дарко Димитров и со Лазар Цветковски, Лазар ми рече вака ме гледа као текстот. Ти општо не си некаш што сега ќе пееме као за романтика, сигурно се љубоморни мажите кои се со тебе, реков да. И тоа е всушност песната, дека или верувај во мене, или чао за тоа што стварно немам време да се објаснувам. А ги посветуваш општо песните? Па не, можам да кажам дека се пронаѓам во нив и ги мислам дека само така може некој ти поверува да се пронајде. Не можам да пеам стварно нека романтика и нешто до животот. Не си романтична? Сум романтична, но не сум имала таква љубов до сега, не е нешто што... А ја посакуваш? Па ја посакувам, а тоа е нешто што, како што праша Северина во една песна, права љубов е до крајот на животот, така да. Кажи ми, постои ли наводи дека си од бивш маж Даниел Камаковски, што точно се десило во таа случка? Ма ништо, тоа се медиумски, вау, некои... И ние проверивме во полициска станица, било потврдено дека Даниел те пријавил. Само од тие причини сакаме да знаеме, дали е вистина дека ти си да со што? Не е никаква вистина, ние со бившот, видиш, значи не постои добар развод, тоа сите лажат што, мислам, како позвато Данило, така? Да. Не постои добар развод и тука постојат, нели, секакви проблеми, нели, да посакуваш на некој, нели, да на било кој начин му наштетиш, но ете, на крајот од денот од него си добив, нели, извинување за сето тоа и ние си поживме рака, дели, дека, ете. Сега све окей со Даниел? Се окей со Даниел. Одлично, кажи ми вака. Си имала песна со работка со Гаспес, така? Како коментираш неговото учество во реалити? Па јас него го знам од претходното реалити, таму го пратеше мојата мајка и ми стана интересен. И тогаш ме повикаа да бидам како поддршка во студио. И знам дека му направи доста проблеми во тогашната врска, затоа што имаше секакви некои... Со Најда? Да. И рече, леле, што дојде, викаш, под Јурган, вика, ме уби, вика.
Ја навистина сум другарка и он е мој другар и Дали другари се бацуваат за спотове? Тоа е чисто професионално, така вака љубомориш кога го гледаш со Анџели со други девојки или немаш такво чувство? Не. Он е мој навистина добар другар. Убаво се бацува? Па не, дури тоа не ни беше како што е на снимката. Тоа беа некои 3 секунди кај што воопшто не ни дури за повеќе од било што се случи на снимката. Значи лоше па некаш да не кажеш? Не знам како бе. Добра. Дали прекина со манекинството поради висината? Не, воопшто. Јас последната титула, иако не смев како мајка да учествувам, но сето тоа не го истакнувавме. Мислам, таму не смеш, бидејќи за да бидеш на избор, кој има некои правила, но тоа се повеќе во светот кај нас нема. Последната титула ми е Мис Балкан баш во Србија, пред колку има 3 години. Некако секогаш ми беа цел тие круните и ги сакав од малечка. Тоа принцеза се осекаш од кога си мала и тоа е тоа. Да, и можеби до сега веќе вака кога постарев, сака да сум принцеза можеби во очите на еден маж. Така е. Кажи ми, дали со DJ Bono успеавте да останете добри односи после раскинувањето? Раскинувањето на соработката. Не бевте врска? Не бевме врска. Тоа беше маркетинг кој што морам да кажам беше поттикнат од мене, како еден дипломиран маркетинг менаџер, морам само да си правам пиар, бидејќи во Македонија инаку нема никој. Не можеш некој побитен од DJ Bono да го најдеш? Па мислам дека Дали сметаш дека вака општо DJ Bono е релевантен? Па со него започнавме нешто што навистина направи успех. Имавме настави петок, сабота и недела, што можам да кажам другите кои што работат и 20 години, одеа на сигурица и одеа само во сабота на настап, а ние онака бевме петок, сабота, недела и 2 години баш онака газавме, но дојде за 2 години не се роди ни една емоција. Не, го сакам како човек. А он тебе? Па се надам дека ме сака мене како човек и он баш изјави во едно интервју пред некое време дека е ми блокиран, да, блокирана, но не, тоа беше во тој момент. Но јас не го мразам. А што тоа те изнервира? Јас сум рак и јарец, подзнаки како ќе ми дојде до тука. А што ти кажал? Кажи ми што се десило. Па не, најчесто имавме конфликти околу, например, јас имам некои можеби поинаки цели од неговите. Можеби он некако си се ограничуваше, а јас сакам нешто поголемо да направим, можеби тука малку ме кочеше и поради тоа може беше, но тоа не зачека нема и пак да имаме соработка. Кога може да очекуваме нова песна? Планираш ли соработка со некои големи имиња? Па јас веќе сум во некои преговори за песна со Инвиво, Влада делетни одреди се заинтересираше. Србите некако баш онака ми лежат енергетски на мене лично, но онака најдобриот продуцент за мене на сите време е Дарко Димитров, така да со него ќе правиме нова песна. Кажи ми како ги коментираш овие константни караници помеѓу македонскиот и српскиот народ? Сакам да кажам дека потекнуваат од македонскиот народ, каде што македонците се вреѓаат доколку некој македонец пее на српски така натака. Па пред секој си патриот нема да го плукаш колегата кој што е македонец. Значи така да патриоти не може да се наречат или некој што се преселил да живи во некоја друга држава и пишува статуси на Facebook Македонија вечна, дојди тука и живеј. И кога мораш да пишеш на кирилица или треба си тука прво и да нешто направиш за оваа држава на било кој начин. Според мене, јас имав доста осуди, прво, како може сега ти од Мисица, па ради бившиот, па ради јас реков, мојот бивши не се појавува на настап, мојот бивши не ми прави песни, значи, бара милион начини за да ме спречат во тоа и беа сите као против турбофолкото, но штом почнав да настапувам, веднаш после мене сите попеачки постанаа турбофолкерки, тоа потешки од мене усека. Сакаш да кажеш дека македонките те копираат? Дека као да немат херца да го направат први, па ти кога ќе го направиш, они го прават? Па да, би го кажал можеби повеќе ова второто, но и дека мислам дека луѓето немаат инспирација и немаат храброст во Македонија. Дали ти си инспирација на македонците? Па на доста сум им била и кога ќе ме прашат зошто не се плашиш и види се сите излагаат нови, викам затоа што знам дека ако се појавам и се смисламе нешто во главата, дека знам дека тоа ќе го направат после мене и некако мислам дека им фали инспирација, но и да имаат инспирација немаат храброст. Така е. Доаѓаш од мало место. Колку е тешко на 15 години од рурална средина да успееш да стигнеш до голема сцена и колку си горда на себе? Јас се уште живеам во мојот роден Лешок и многу си го сакам и тоа е за мене најубавото место секаде каде што сум шетала по светот.
пред се мислам дека луѓето кои што потекнуваат од мали места ги носат правите вредности и поради тоа може би траат поскромни се и траат долго и знаат што е вистинското. Многу со кои што ми биле колешки во моите 15 години забегале по некој лош пат. Но јас ети ден денес сум тука во јавен свет, сега дали со една или друга или трета професија, некако ме има се уште и мислам дека тоа е баш поради тоа. Тоа ме држи цврсто на земја. Дали имаш некој порок? Порок, што единствен порок ми е, значи ниту пијам, ниту пушам, ниту лично. Единствен порок ми е што кога ќе се заљубам, Љубовта ти е прва. Имам онака розови на очари и ништо не постои. Кажи ми, нов дечко, и како стоиш со љубовта моментов? Има ли трага од тој правиот? Дали е прав, ќе видиме. Реков таа до живот, накако кога сум баба, кога сум баба. Ако ми правиш интервју и се уште со мене, тогаш е вистинскиот. Да, имам врска, година и нешто сме заедно. И он е србин, така да... Кажи ми, дали планираш може да уште едно дете? Дали би сакала? Јас би сакала уште 2 и 3, ако е можно. Имам 28 години, времето нели е пред мене, син ми ќе прави уште малку 8 годинки, дури он ми бара. Но се во свое време, мислам дека треба да дојде вистинскиот момент за тоа. Така. А дали би сакала да се пробиеш и на српската сцена? Дали некако не ти е доволно тука? Па искрено многу од Србија ми имаат кажано зашто не идеш кај нас, не работиш со нас тука да си, затоа што пред се сум македонка и сакам да сум тука. Значи ова е мојот терен, но тоа не значи дека не сакам да соработам и како сакам. Ете, гостував и во Амиџи, во Србија и многу ми беше мило кога ги добив тие покани, затоа што знам дека многу е тешко и многу малку македонци имале чест да присуствуваат во тие емисии без да направат некој хит, а јас без хит се појав затоа што на некој начин им бев интересна. И за крај уште едно прашање, каков однос е твојот новиот дечко и Даниел? Па пред се не во никаков однос не се не имале. Едноставно пошто имаш дете, сега кажи ми дали ти живееш со дечко ти, детето дали живее со тебе? Не живеам со дечко ми. Бившиот Симонов живот има други 2 деца и се му посакувам најдобро, се му од мене простено. Мојот нов живот, мислам, како да ти кажам, мојот син некако не го замарам се уште со мојот љубовен живот и мислам Не го запознал дечко ти? Го има запознаено, но се уште не му имам објаснето некои работи, затоа што сметам дека треба да си го има своето детство и својот живот се уште на страна, но кога ќе дојде вистинска, да кажам, до свадба и слично, тогаш ќе... Дали може да се сусретала со тоа, син ти, например, има 8 години, јас имам дете, да чита на TikTok, на Instagram, негде да прочита нешто, па да те праша? Не, но во училиште секогаш кога ќе дојдам, секогаш доаѓа да ме гушкаат, мајка ти да нака, секогаш се воодушевени. И он не ни знаеше мајка му дека е познато, дека тоа не го почувствуваат децата кога си дојде да се сликаат со мене кога го запишува во прво деление и он дојде да се слика кога зашто со тебе се сликаат со тебе, зашто не со мене. Беше таков, го има мојот карактер, така да и обожава. Он сега кажа, може да ми ја на интервју, што викам, што ќе правиш ти? Ја ќе седам ќе играм игрици, вика, само те гледам. Викам, чекам порасти прво, па има време. Така е, фала ти многу што се одазва на нашиот повик и се надам дека беше пријатно интервјуто. Пријатно беше, брзо и ефикасно. Јас сум Кристина Димитри, а вие гледате Hype Македонија.